Добар ден, почитувани ученици. Јас сум Васко Ристевски, наставник по физичко и здравствено образование во Основното училиште Славко Лумбарковски во Новаци. Денешната видео лекција е насловена континуирано користење на реквизити во наставата по физичко и здравствено образование и е наменета за учениците од 9-то оделение. Целите на овој час е да се запознаеме со вежбите, каде ги користиме различните реквизити и како истите правилно да ги изведуваме. Започнуваме со вежби со палка. Првата вежба е отклон со телото во лево и во десно. Се поставуваме во исправен став, нозете се во мал рачекорен став, рацете ги узручуваме и ја држиме палката. При тоа изведуваме отклон во лево и отклон во десно, при што телото внимаваме да биде исправено, нозете да бидат прави. Оваа вежба ја повторуваме 10 пати. Следна вежба со палка е движење во лево и десно од положба на предклон. Како што кажавме, нозете се во поширок рачекорен став, правиме кружни движења во лево и во десно во телото со помош на палката која е поставена позади вратот. Бројот на повторувања е 10 пати. Преминуваме кон следната вежба. Следната вежба со палка е кружни движења со телото во лево и во десно. Од исправен став, палката е во рацете се во узручување и правиме кружни движења со мал заклон кога сме горе. Вежбата ја повторуваме 10 пати. Следна вежба со палка е во заручување со подигнување на прстите. Оваа вежба е наменета за истегнување на мускулатурата на градите, како и јакнење на грбната мускулатура. При подигнувањето на палката, во исто време се подигнуваме и на прсти. Оваа вежба ја повторуваме 10 пати. Преминуваме кон вежбите со јаже. Како најчесто вежба која користиме на часовите по физичко образование е вежбата скокови во место со јаже. Оваа вежба ја повторуваме од 10 до 15 пати и служи за загревање на телото и воведување на почетокот на часот. Следна вежба со јаже се кружни движења на телото и отклон во лево и десно. Од почетна положба во исправен став и мал рачекорен став правиме кружни движења во лево и кружни движења во десно, при што рацете се во узручување и телото исправено. Следната вежба е отклон во лево и десно со помош на реквизитот јаже и е наменета за истигнување на страничната мускулатура на телото. За јакнење на мускулите на рацете, вежба која што можеме да користиме со јаже е следната. Од исправен став, јажето е под нозете и правиме влечење на јажето со едната и со другата рака. Бројот на повторувањата на оваа вежба е од 5 до 10 повторувања со едната рака во зависност од способноста на ученикот. Преминуваме кон вежбите на рипстол. Следнава вежба на рипстол служи за истегнување на грбната мускулатура. Се поставуваме на рипстолот на одредено растојание, ги испружуваме рацете, ги дофаќаме притката од рипстолот, при што правиме истегнување на грбната мускулатура. За јакнење на стомачната мускулатура со помош на рипстол ја користиме следната вежба. Со рацете се прифаќаме на највисоката притка на рипстолот, свртени со грбот и ги подигнуваме двете нозе заедно, виткајќи ги во колената. Оваа вежба ја повторуваме 10 пати. Следна вежба на рипстол, која што ја користиме за јакнење на стомачната мускулатура, е од истата почетна положба, но сега нозете исправени пред телото ги подигнуваме на изменично. Вежбата ја повторуваме 10 пати. Од вежбите на рипстол за јакнење на грбната мускулатура можеме да ја користиме да ја изведуваме оваа вежба. Вежбачот, односно ученикот е поставен со нозете под последната притка, рацете се покрај телото и се подигнуваме со мала задршка правејќи вежби за грбните мускули. Следната вежба ги поставуваме рацете на свиени на половината и вршиме подигнување на телото.
Вежбата ја повторуваме 10 пати. Исто така, со помош на рипстолот, можеме да ги јакнеме и мускулите на стомакот, и тоа на следниот начин. Нозете ги поставуваме во рипстолот, колената се свиени, рацете се поставени со испреплетени прсти на вратот и исправени се подигнуваме до завршната положба. Вежбата ја повторуваме 10 пати. Преминуваме кон вежбите на шведски сандак. Почетната положба е положба на седење, рацете се позади грбот, нозете се испружени пред телото и вршиме неизменично подигнување, при што внимаваме колената и прстите од нозете, поточно стапалата, да бидат исправени. Вежбата ја повторуваме 10 пати. Следна вежба на шведски сандак за јакнење на стомачната мускулатура од истата почетна положба, но во овој случај ги подигнуваме двете нозе пред телото. Оваа вежба ја повторуваме 10 пати. Уште една вежба на шведски сандак која што служи за јакнење на грбната мускулатура. Легнуваме на стомак, рацете ги поставуваме позади вратот и се подигнуваме колку што можеме повисоко. Бројот на повторување за оваа вежба е 10 пати. Почитувани ученици, ви благодарам за вниманието, се гледаме следниот час. Довидување.